Почитувани медиуми, почитувани граѓани, мене ми е навистина чест што заедно денеска со премиерот на владата на Република Македонија сме во Визбегово, каде што сместивме 96 лица, од кои 66 деца, во привремени живеалишта, а истите овие лица беа до пред една година од калето. Ние како одговор на влада уште минатата зима не дозволивме да овие семејства и овие деца поминат надвор на отворено. Туку ги сместивме во институција која што беше во надлежност на Министерството за труд и социјална политика, а во меѓувреме изградивме 15 живеалишта во кои што тие добиваат по една дневна соба со кујна и со спална, за да може соодветно да го живеат својот живот, но исто така многу важно е да нивните деца одат во училиште. Голем дел од нив се запишани во училиште, се обезбедија документи, се обезбеди социјална парична помош и исто така се обидуваме да истите овие семејства ги вклучиме на пазар на труд. Во суштина тоа е и целосната реформа која што Министерството за труд и социјална политика со поддршка на владата ја спроведува. Да секое семејство кое што се наоѓа во ризик или на маргините на општеството, да неговите деца од тоа семејство се вклучат во образование, но семејството да му се даде достоинствена сума на пари, тоа е социјалната реформа, и да истото семејство понатаму се едуцира, преквалификува, доквалификува за да може да се вработи и да соодветно си го гради својот живот и да не зависи од никого. Ова е стартната позиција затоа што навистина ако немате каде да преспиете во ноќта, многу е тешко утре да сте спремни и да работите. Токму затоа сметаме дека со овие 15 домаќинства ќе покажеме дека ако системот функционира и лесно може да ги извлечеме граѓаните од сиромаштијата во кое што тековно живеат. Јас очекувам дека во наредниот период заедно со сите граѓански организации кои што се вклучени тука и помагаат да овие граѓани се извлечат од сиромаштија и со Центарот за социјална работа ќе ги постигнеме очекуваните резултати. Огромна благодарност морам да истакнам кон меѓународната организација за миграција ИОМ, која што финансиски го поддржува, и Фондацијата Отворено општество, кој што исто така се вклучија со своји финансиски средства за да ова денеска биде реалност. Благодарам.